Specijalni televizija 21. Jednog, 20 senatori što včera glasa protiv u amerikanskoj senat, Rand Paul, kaže дека е против проширување на НАТО и kaže дека што ни треба мали земји како Македонија, како Македонија, која не се способни со армијата да се бранат, да ја бранат својата држава. Кој е ваш коментар за ова и дали сега да ни кажете кои се бенефициите на НАТО од Македонија? Америка, како дел од НАТО алијансата, е земја и припаѓа на алијанса која верува во демократски вредности. Една од тие демократски вредности е дека имате различни мислења. И ако ги погледнете и претходните проширувања и ратификации, ќе видите дека овие двајца сенатори или некои други во минатото биле луѓе кои што се противат на проширувањето на НАТО. И тоа во една демократска држава е очекувано. Она што мислам дека е вест од вчера, не е двајцата што имаат дилеми, туку дека 91 сенатор на најмоćниот член на алијансата нема никакви дилеми дека треба да станеме членка на НАТО. Малите земји можат помалку да придонесат од големите. Меѓутоа, беше видливо на сите настани од 2018 година, од самитот во Брисел, дека прво она што го нудиме како држава е шанса за дополнителна стабилизација на регионот во кој НАТО праќаше и се уште има своји трупи. Како една од партнерите на алијансата веќе години со ред праќаме своји припадници и во мисиите на НАТО надвор од границите на нашата држава и надвор од нашиот регион. И тоа е придонес. Алијансата не функционира како алијанса само на најголемите, туку функционира како алијанса на еднаквите. Секој придонесува колку што може. Одлуката оваа година да се изведе една од најголемите наши домашни вежби на криволак, одлучен удар, на кој што покажавме дека можеме да менаџираме вежба од околу 3000 припадници на 6 различни армии, покажува дека имаме што да понудиме. Фактот дека минатата недела во Велес бевме домаќини на вежба базирана на компјутерски симулации покажува дека немаме само физичка инфраструктура, туку имаме и знаење и искуство кое што можеме да го понудиме на алијансата. Логиката на алијансата е таа: малите ќе придонесуваат пропорционално како и големите, меѓутоа сите заедно ќе обезбедат поголема и посигурна заштита за целата алијанса. Еден од примерите за тоа е така наречениот air policing. Немаат голем број од малите држави, немаат капацитет да финансираат свое воздухопловство кое што ќе го штити небото. Меѓутоа, прават аранжмани со НАТО и со своите соседи, за да тоа го прави некој друг. Ние сме држава која што има воена академија, во која што школуваме припадници на армиите на Црна Гора, на Косово и на Босна и Херцеговина. Тоа е придонес кој ние го даваме. И можам вака да бројам неколку примери. Да немаме дилеми, нема да очекува никој од нас да го имаме придонесот на Велика Британија или на Германија или на Америка. Меѓутоа, она што се цени е дека 3 години поред тоа што ќе го најавиме, тоа ќе го испорачаме. Испорачавме повисоки средства во одбраната. И тие не се средства кои што ги праќаме по плико во Брисел, тоа се средства кои што ги уплаќаме на наши војници, на наши офицери за повисоки плати, за исплатени дневници, за исплатени надоместоци и за подобри услови за работа и нова опрема. Таквото однесување не доведе во ситуација да го очекуваме членството во НАТО. Како што спомнав, ништо од тоа не ни беше дадено на тацна ниту во 2017, ниту во 2018, ниту сега. Се мораше да се одработи. Во ситуација кога како мала држава ќе покажете дека вашиот збор важи, ќе ве почитуваат и ќе ве прифатат. И заради тоа очекуваме и во оваа после брзата ратификација во Америка, ратификациониот процес да заврши во сите останати. Повелете. Погласен бевте, така што. Александр Битовски од Инфобокс. Господи Шекеринска, ќе ни кажете ли што разговаравте, што беше тема на разговорот на вечерата која што имавте со сега обвинетите Бојан Јовановски и Катица Јанева, вечерта кога овие 21 обвинетите сега во аферата Рекет земале 1 милион евро од господин Гоце Камчак. Тоа е прво прашање и второ прашање, зашто ниту еднаш не кажавте Македонија или Северна Македонија, постојано во оваа пресконференција зборувате за татковината, нашата земја и клучно.
Првото прашање ви е базирано на лага, која што ја повторувате на секоја пресконференција. Јас, како човек кој го почитува правниот систем на оваа држава, чекам вистината да ја објават и обвинителството и судските органи. Меѓутоа, еве ќе искористам прилика да го замолам Инфомакс да престане да шири лаги, како што е лагата што денеска ја прочитав са Бајле. Се извинувам, ве сослушав многу внимателно. И мислам дека е некоректно кон другите колеги да разговараме. Ќе дојдете на интервју и ќе разговарате. Денеска, например, прочитав дека во некој училиште во Свети Николе се објавил оглас за мајчин јазик. Па го видов огласот објавен во печатот и видов дека е македонски јазикот. Ве молам, немојте да изигравате патриоти, а при тоа да си газите се што е свето, вклучително и македонскиот јазик. Јас сум македонка која говори на оваа пресконференција македонски јазик и се лутам многу кога некој исто така граѓанин, сограѓанин, претпоставувам, не знам дали сте македонец или од друга етничка припадност, само заради политички поени и заради одработување на туѓа агенда, сака да го згази тоа што го имаме како свое и како наше. Јас немам дилеми околу мојот идентитет, се надевам дека немате дилеми ни околу вашиот идентитет. Ви благодарам на двете прашања, кои што еве со тешка мака поради вашите уфрлања успеав да ги одговорам. Повелете. Вчера премиерот, коментирајќи истрага која што се води во наша сопартијка, рече дека тој да бил на местото на господја Ремински би се повлекол од функцијата. Кој е вашиот став? Дали вие би се повлекле од функција доколку хипотетички се води истрага? Првото прашање само блага нијанса. Имаше разлика во тоа што го кажа премиерот во споредба со ова што вие го кажавте. Тој кажа вака: ние сме задоволни заради тоа што од страна на земјите членки, тоа влијателни земји членки на Алијансата, доаѓаат сигнали дека историската грешка треба да се коригира. Тоа дојде сега како иницијатива на италијанскиот премиер. Денеска, додека овдека разговараме, во теке дебата во Европскиот парламент, каде што и парламентот ја испраќа истата порака. Не се тоа наши представници, тоа се представници на сите земји членки на Унијата. Се создаде истата порака, дојде од председателот на Европската комисија, од председателот, од клучните земји членки, од Германија беа многу гласни тие пораки. И тие пораки се обединети во една реченица, а тоа е дека Северна Македонија направи се, Европската Унија не испорача тоа што требаше и тоа што вети. Секоја иницијатива во полза на нашиот европски пат е добре дојдена. И ние ќе ја поздравиме. Меѓутоа, како што кажа премиерот, сега чекаме тие да испорачаат. Нема да шпекулираме со шанси за успех, нема да шпекулираме заради тоа што не зависи од нашиот перформанс, туку зависи од нивните внатрешни одлуки каде ја гледаат Европската Унија за 5 или за 10 години. Ние таа одлука не можеме да ја донесеме. Но клучната одлука која ние како влада ќе треба да ја носиме, која што ќе треба да ја носат граѓаните на 12 април, е дали сакаме европските вредности кои ги градевме да продолжиме да ги градиме или ќе се вратиме во мрак и страф. Дали ќе се трудиме европските стандарди да ги приближуваме нашите кон тие европски стандарди, или ќе се враќаме у ситуации на затворени медиуми, незаконски прислушкувања и целосна контрола на државата. Тоа зависи од нас. И за тоа сме големи оптимисти. Она што зависи од Европската Унија, ќе се чекаме тие да го испорачаат, а не ние да предпоставуваме кои ќе бидат нивните потези. Мислам дека е тоа пооправдано
земејќи предвид што се случи минатата недела. Што се однесува до вашето второ прашање, околу ова ние немавме дилеми. Ама за жал, околу овие принципи немаме партнер од другата страна. Кога излегоа некои информации околу однесувањето или ставовите на еден пратеник од нашата пратеничка група, Павле Богоевски, тој излезе и самиот си даде оставка не од функција во парламентот, туку од мандат во парламентот. И денеска треба да кажеме дека има разлика, дека имало луѓе кои што навистина го направиле потезот од етички морален аспект. Ама знаете како, денеска забораваме дека Трајко Велјановски не само што е пратеник, не само што е под истрага, не само што има обвиненија дека учествувал во најголемиот злочин за македонската демократија, туку тој раководи собраниски тела. И истото се случува со пола од пратеничкиот состав на ВМРО-ДПМНЕ. Нашите ставови како партија ги соопштивме, и јас тие ги споделувам, меѓутоа не може само да се бараат принципи од власта, која што треба да покаже гест, а при тоа да се молчи на непринципиелноста и немањето на такви етички и морални стандарди од страна на опозицијата. И предпоставувам, тоа е еден од аргументите кои што во собранието многу често се слуша. Како партија, како луѓе, како влада, покажавме дека не е исто, ама, за жал, од другата страна, од опозицијската страна, наместо да покажат дека се промениле, гледаме дека го имаат истиот пакет, само со нови маскоти. Повелете. Не. Сакам само да кажам дека за техничкиот премиер дискусијата ќе се води тогаш кога ќе дојде моментот и апсолутно сметам дека тоа занимавање со прашање кое што мислам дека е техничко, ни го троши времето и енергијата. Фокусот сега мора да ни биде на работи кои што опозицијата како да сака да ги одоговлечи. Јас спомнав НАТО дека било точка на наша кохезија, меѓутоа членството во НАТО значи и наши обврски кои што сме ги превзеле. Значи во еден момент ратификација на НАТО протоколот, значи измени во Законот за одбрана, значи измени во Законот за служба на армијата. Јас очекував и очекувам дека ВМРО-ДПМНЕ нема дополнително да става сопки на тој успех кој што го издействувавме, членство во НАТО. За жал, добивам само молк на прашањето дали двотретинскиот закон за одбрана ќе го поддржат или нема да го поддржат. Мислам дека на јавности е преку глава од реченици кои што ги слушаат од ВМРО-ДПМНЕ, а после тоа не се проследени со ниту еден чекор. Не можеш да бидеш за НАТО, а после тоа да не гласаш за измени кои ќе го овозможат нашето членство. Не може да бидеш за членство во НАТО и во Европската Унија, а на секој чекор каде треба двотретинско мнозинство, да го спречуваш, да го блокираш, да го невозможуваш. Не може да зборуваш за реформи за Европска Унија, а пола од реформите за медиумската сфера да се блокирани заради Комисијата за избори и именување. Тоа е таа разлика помеѓу зборувањето за ЕУ и за НАТО и работењето за ЕУ и за НАТО. Дали се уште верувате дека во декември ќе станеме полноправна членка, имаше ја предвид ситуацијата со Шпанија? И второто прашање во врска со внатрешната политика, има ли можност за предизборна коалиција со? Околу првото прашање, знаете дека ратификациите најверојатно ќе завршат според сите анализи до почетокот на декември, освен Шпанија која што е во изборна процедура. Се додека не се завршат изборите, а тие мислам дека се закажани на 11 ноември, се ќе биде шпекулација. Затоа е важно да не се губат шансите, затоа што кога ќе изгубите една шанса, после 5 години или 10 години во нашиот случај, ситуацијата нема да биде иста. Очекуваме ратификацијата да продолжи брзо и ние за кратко време, значи зборуваме за недели или за неколку месеци, формално да бидеме членка на НАТО. Но, она што е важно е дека де факто
сме дел од клубот кој дебатира и одлучува. Единствено што во моментот немаме е правото на глас. Јас утре заминувам на состанок на министрите за одбрана на НАТО, каде што ќе ги имам истите права и можности како и членките на НАТО, а на 3 декември нашата делегација, предводена од премиерот Заев, ќе учествува на така наречениот лондонски самит, кој ќе биде главниот настан на Алијансата која ги прославува 70-те години. И во тие ситуации, на овие средби, буквално како земја која што е на чекор до членството, ќе ги имаме истите можности да го кажеме нашиот став, да лобираме за нашите ставови и да излегуваме со конкретни аргументи. Сето останато е динамика која зависи од изборните календари на други држави, но не од нас. Околу прашањата за избори, мислам дека е прерано и што и да ви кажам ќе биде импровизација. Ние се подготвуваме, видовте со коалицијата која што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз, се подготвуваме за избори, но фокусот во овој момент е да не заборавиме зошто сме тука. Тука сме за да обезбедиме членство во НАТО и да не дозволиме никакво изненадување. Тука сме да го продолжиме трендот на враќање на пари кај граѓаните. И тоа со многу примери го покажавме. Тука сме да обезбедиме повисоки плати и многу набрзо и со законот кој што вчера помина во владата, да обезбедиме и повисоки пензии. Тој тип на реформи, тој тип на чекори нема да дозволиме да се загрозат, заради тоа што главната дебата е кој каде, коалиција, договор. Овдека сме заради граѓаните. И ако е така, и ние мора главниот фокус да го ставиме на овие точки. Од тие причини јас држам партиски прес единствено во ден кога е празник и кога немаме други државни обврски. Верувајте ми на зборот дека ако ја испуштиме главната цел, ќе се доведеме во ситуација да ги повторуваме грешките. Ние по прашањето на НАТО покажавме дека не ги повторуваме грешките. Ама тоа не беше лесен процес. И нема да биде лесен процес се до последниот момент кога ќе се дигне македонското знаме на јарболот пред Брисел.